Во овие тешки времиња, кога сите се соочуваме со пандемијата од коронавирусот, економската криза, инфлацијата, поскапувањата, некако сето тоа влијае врз сите нас да се затвориме во себе и да размислуваме од ден за ден. Вестите секојдневно носат содржини кои дополнително не депримираат, па на сите нас во вакви времиња добро би ни дошло да прочитаме, да слушнеме, па и да прераскажеме некоја позитивна информација, вест, животна приказна. И токму во таа насока одлучив да биде мојот денешен разговор, во кој со мојот соговорник ќе се обидеме во оваа, би рекол, комплицирана состојба. Да внесеме малку ведрина во секојдневието и да споделиме со вас една мотивирачка, инспиративна животна приказна. Во неја станува збор за две млади момчиња, браќа на 30 и 34 годишна возраст, кои се откажаа од комфорната зона, од удобниот живот во Сиднеј, Австралија, и се вратија во родното Зрзе да бидат фармери. Велат, нивниот авантуристички дух, но пред се аманетот од деда си, ги врати на корените во родната грудка. Во продолжение разговараме со Кристијан Шемковски, кој неговата професија како режисер на момент ја замени со улогата на фармер на собствената фарма за кокошки. Кристијан, добро утро и ви благодарам што прифативте еве да ја прераскажете вашата приказна за утрински брифинг. Добро утро уште еднаш. Добро утро, добро ме најдов. Тешко ли е да се биде фармен? Па, мислам дека не. Се што е работено со љубов, не ти представува никаква тежина, едноставно уживаш во тоа што го правиш. Така. Пред да се вратите во Македонија, живеевте во Сиднеј. Вие по професија сте режисер, а вашиот брат Михаил туризмолог. Што работевте во Австралија? Точно, да. Таму работиме во градезничеството. Мислам, имаме работено и по маркети, сме биле и килнери, шанкери, значи сме пробале повеќе професии, за да можеме да се испробаме во повеќе професии, за да се пронајдеме себе си каде не бива, нели? Ама во градезничеството се задржаме најмногу, бидејќи нашиот татко таму работеше и мислам дека добро ни се најде, бидејќи на фармата доста се работи градежевина и така да мислам дека се пожелано. Така, ајде пред да навлеземе во деталите за она што сега го работите, ќе ве прашам каква е разликата, каков е животот во Австралија во споредба со животот во Македонија? Па види, ја мислам дека се работи за два различни континенти, нели? Не е сепак Европа или Балкан. Да, има голема разлика, пред се, нели, таа е мултикултурна земја, Македонија нема толку многу народи како таму, тоа е една разлика. Второ, мислам дека се што е храната, законите се различни, мислам дека е огромна разлика, ама нас не ни пречи тоа, бидејќи и претходно сме живееле тука, така да не осеќаме некоја голема разлика. Може да се каже дека можеме да се адаптираме и таму, и тука, така да мислам дека тоа ни е од огромна предност да се најдеме во било која земја каде да живееме. Така. Лесна ли беше одлуката да се вратите од Австралија и тука во Македонија да почнете нов предизвик, живот како фармери? Што е она што беше пресудно да свртите нов лист? Па, нели, мислам, ние сме луѓе што бараме нон-стоп некоја промена и токму таа промена не натера да дојдеме тука да се обидеме како фармери, бидејќи нашиот дедо претходно се занимавал, нели, со стока и живина кога биле тука во село Зрзе. И мислам дека од тој период, он кога ни зборуваше за тоа како било на село, како они живееле во тоа време, а нели сите сме свесни дека селото во Македонија умираат, и ние рековме ајде да се обидеме нешто да направиме нешто ново, чисто као авантура го гледаме ова. Така. Се вративте во родното село на вашиот дедо, кој пред 70-тите години на минатиот век заминал во Австралија во потрага по подобар живот во Зрзе и пред една година почнавте со работа на фарма за кокошки, но официјалниот почеток, како што раскажувате, го означивте на 1 мај, кога го добивте и првото јајце. Зошто токму фарма за кокошки? Па, искрено, тие се некако не полесни за чување, туку се попедантни би рекол, да чуваш крави, кози, некако е по-гломазни животни, по друга обврска. А вака некако мислам дека предубедни животни, особено Михаел, пошто он е, нели, фармерот, цел живот чувал папагали, чувал се што е пезу, речеме, се што е птица. Така да мислам дека тоа беше клучно да се одлучиме за кокошки и како што речев, многу се едноставни за чување, многу се пријатни,
баш се како миленчиња, така да, мислам дека тоа. И баш кај јајце е доста популарно јадење, мислам можете користите како кајгана, може јајце на око да правите, можете во торта да го користите. Ептене, се вика, не знам, македонски версатил, на сите начини може да се користи. Значи, од оно што можем да разберам, врските се поделени. Михаел се грижи за фармата, а ти што работиш или ги делите врските околу фармата? Па да, мислам, си помагаме еден на друг, работиме на фармата заедно, се тоа, физички работи, се тоа. Меѓутоа, он е по животните повеќе, а јас сум повеќе по, нели, како режија, сакам да пишувам приказни, сакам да комуницирам со потрошувачите, сакам да фотографирам, нели, продуктите. Значи, јас сум повеќе по тој дел, уметникот што се вика, а Михаел е повеќе по животните, он навлегува длабоко во тоа за кокошките како да се гледуваат на најмирен можен начин, да им биде удобно и затоа нашите јајца се тоа што се преди што се гледувани на еден природен начин, каде што кокошките живеат во безстresна ситуација и сите услови им се, што се вика, погодени. Имавте ли некакви предзнаења претходно пред да почнете, еве да речем, со овој бизнис со кокошки, или имате ли со кого да се советувате? Од каде ги црпите овие знаења? Па, ние, мислам, нашата нова генерација сме, да речеме, самоучи луѓе, кај што најдобрата едукација ја добиваме преку YouTube. Меѓутоа се среќа се погоди една личност, се можам да поздравам, се вика Злате Божиневски. Тој е исто од Зрдре по потекло, живее во Скопје и тој има преку 30 години искуство со чување на кокошки и он мислам ми послужи ептен као и ден денеска сме во постојан контакт со него, особено Михаел, и он ни е баш ментор, гуру за чување за кокошки и сите можни прашања што ги имаме во врска со гледување кокошки ги добиваме од кај него. Така да мислам дека тоа, ама и од YouTube се учиме многу работи, пошто YouTube нели денеска стана како многу важна школа за сите оние кои сакаат да се едуцираат на било која тема. Дури јас како режија мислам ја немам завршено ништо, ни средна школа немам завршено, ама сега ме научено преку пракса, преку искуство, преку со луѓе, ке слушнеш од ова и од оној. Едноставно само живот е учи да се снаоѓаш и да се бори со предизвиците и да најдеш начин да успееш. Има ли вакви фарми во Австралија и како функционираат тие таму? Искрено немаме нешто видено особено таму, пошто не сме биле во таа индустрија, меѓутоа како мали не носеа често по такви некои фарми, би рекол дека Австралија е токму, нели, фармерска земја, а имаат они така на страна од градовите, имаат доста големи широки полиња, така рамно, нема многу планини таму. Има такви, да, сум видел, да, меѓутоа не сме нешто навлегли, бидејќи не сме имале прилика, сме се занимавале со нешто друго и никој не би знаел дека еден ден ќе станеме фармери, особено во Македонија. Така, интересно е што вие имате посебен пристап кон одгледувањето на кокошки, поразличен нели од оној традиционалниот, односно обезбедувате поголема нега и грижа на живината. Колку кокошки имате на фармата во моментов и од која раса се тие? Моментално сме, што се вика, уште на почеток, што ова не е, да речем, како некој бизнес да се развиваме, ние одиме поише на мал број кокошки, за да можеме да се фокусираме на секој од нив. Моментално имаме уникатни раси, како што се австралиска раса, имаме една аустралов се вика, имаме виандота, имаме некој банатски голошијан, тоа е кокошка што има гол врат, баш тоа е специфично. Имаме и како се вика амрок, имаме и такви некои интересни раси. За разлика од овие некои немаме хибридни раси, имаме мал број на хибридни раси, ама повеќето се уникатни, оригинални, за да можеме да бидеме уникатни, пошто Македонија не верувам дека некој има вака чисти раси, ги чуваме, посебно ги чуваме и ете како што пасат на ливарите, мислам дека се е кол. Кристијан, тежок ли е животот на село, особено во овие зимски услови? Па да, мислам дека во зима ги немаме тие предности како што ги имате во градот, да речеме, нели, ваму таму. Како што реков, температурите се лабни, да, треба кокошки да се чуваат уште повеќе, мислам, подобри услови да има него во лето е полесно, ама како што реков, ние учиме, сме биле во многу тешки ситуации во животот, сме поминале преку тоа и села го гледаме као ќе помине, знаеш, ќе научиме, ќе помине, ќе одиме напред, така да мислам дека веќе не е ништо тешко, само гледаме кокошки да бидат во ред и да внимаваме на нив и да бидеме во синхронизација со нив повеќе.
Какви се обврските на фармата? Со што ви почнува денот? Што е она што е најтешок дел од работата, а што е најинтересно да се издвои? Па вака, наутро стануваме околу 5-6, да речеме, се бајле, за да можеме да твориме како гошките светот, да им даваме негатив храна и вода. Тоа е најтешкиот дел, мислам, кога стануваме се бајле, пошто нели не сме туку ранобудни, стануваме. У глобала се врти околу што треба да се прави денеска, да речеме ако треба да се гради нешто градежевина, се фокусираме на тоа. Обидно по една задача правиме во денот, за да можеме да се посветиме целосно. И пошто ние сме се уште на почетокот, имаше многу работи треба да се направат. Не само кај кокошките, туку и да се направи да се има нега и за себе. Знаеш, да се викне гости, да има кај да седнат, моментално и куќи да ја правиме сега, па секојдневно сме со мајстори, па ако нешто треба да направиш шопинг, да одиш до Прилеп да купиш шопинг, па да се вратиш, да сготвиш нешто. Значи глобала, како секој нормален човек, и ние имаме такви потреби, само што ги немаме предностите на градот, како да речеме, еве, ќе ми се пријаде, ќе идам да си купам бурек. Треба да водиш 40 км за еден бурек. А вага се снаѓа, вика, размислуваш за по-лонг терм, како би се нашол на село. Би рекол, селото не тера да размислиме малце подолгоротно. Пошто сме во село и немаме многу предности, и за да мора да бидеме така малце поснаодливи и попромислени, би рекол. Така, но затоа имате чист воздух и произведувате еколошки јајца од отворени пасишта. Но сега овој зимски период, со што ги дохранувате и каде обезбедувате храната за нив? Па, овој зимски период ние размислиме добро што би правеле и се снајдаме со тоа што растиме пшенична трева во домашни услови со органско ѓубриво, за да можат да си продолжат да си пасат, меѓутоа не можат надвор пошто е преладно за нив, а исто им даваме и пченица, пченка имаат и сонча гледат, значи све што може да купиме од локални производители, им го даваме тоа. Мислам дека е сосема доволно за нив. А водичка си имаат од самото село, понекогаш кога ни смрне чешмата, а често ни смрзнува, одиме до најблиската река, тие сите се пивки извори од село Зрне, им полниме вода таму, се пијат, значи цело време се на што се вика на чиста и здрава храна. Што правите со јајцата? Каде ги продавате? Па моментално преку луѓе, вака, мислам немаме ние некој голем број, тоа се сепак мала количина и неодредени луѓе им продаваме, а некои знаат и да почекаат по недела, по две, пошто нашите кокошки ние не ги форсираме да несат. Може да се случи на кокошка да неси еднаш во 2-3 дена преку сила, пошто тоа е нејзиниот природен начин на несење јајца, за разлика од другите кај што ги несат секој ден, а со тоа се губи и хранливата вредност на јајцето. Да, Зрзе е планинско село, најверојатно имаме и некаков проблем со мрежата таму. Кристијан, доколку се слушаме, еве ќе го продолжам со уште едно прашање разговорот. Во бизнисот помага и Мама Роуз. Таа прави вкусни домашни јувки по традиционален рецепт со јајца од фармата. Какви беа првите реакции кога кажавте која е вашата идеја? Да, најверојатно изгубивме мрежата со Кристијан. Еве, Кристијан, јас ти благодарам што учествуваше во утрински брифинг. Секако ќе дадем одговор на сите овие прашања кои што не успеавме поради прекин на врската да ги доодговориме. Еве и колегата Сашо Ордановски меѓувреме ми се приклучи во студио. Сашо, што мислиш ти за оваа идеја на овие двајца млади луѓе? Направивме на локал патриотска тема. Александар е прилепченец, јас сум потатко прилепченец, кој не бил во Зрзе задолжително да оди. Зрзе прекрасно место, има до душе малку пешачење, ја не сум бил одамна, така што претпоставам дека сега и патот води до таму секако што треба. Така, патот е направен и до манастирот. И гледам дека дечкиве како што се амбициозни, таму наскоро ќе има и веројатно некаква омлетара ќе се отвори за следнијата пролет. Да, според она што можев да прочитам, идејата е токму тоа да привлечат да направат летниковци и да привлечат и туристи кои што ќе доаѓаат да го почувствуваат животот на село, да уживаат во природата, а и да пробаат свежо природно јајце. Ќе има летна маџа за годинава, за летово. Одлична приказна и вистински вовед во денешниот утрински брифинг. Така, еве јас уште еднаш ќе му се заблагодарам на Кристијан и ќе му се извинам поради прекинот, техничкиот прекин, сепак толку ни овозможија телефонските врски со Зрзе.